Александар Македонски е исклучителна личност која што не може да се спореди со ниту една друга историска личност ниту пред него, а ниту после него. Неговиот незаситен копнеж, може да се рече страст за откривање на непознатото, неговиот незадржлив стремеж за правење на големи и недостижни дела го терале да се надпреварува со секого, па дури и со самиот себе. Александар умрел без да загуби ниту една битка, та уште додека бил жив, бил наречен Александар Непобедливиот. Александар се родил во Пела, политичката престолнина на Македонското кралство. Во земјата Македонија, која што се протегала над Тесалско-македонскиот теснец Темпе од другата страна на планината Олимп. Владетелската куќа од Аргос, во Орестида, денешен Костур, наречена Аргиади, го започнала процесот на обединување на македонските племиња. А во времето на Филип пак, Македонското кралство било најмоќното во Европа, а Европа тогаш бил Балканскиот полуостров. Дента кога се родил Александар, се запалил храмот на божицата Артемида во Ефес, вброен во 7 светски чуда. Еден филозоф рекол дека не е ни чудо што изгорел храмот на божицата, зашто таа била зафатена со раѓањето на Александар. Кога на Филип му јавиле за раѓањето на синот, неговата радост ја зголемиле пророците, велејќи дека никој не ќе може да го победи детето, родено на ден, одбележан со 3 победи. Дента македонската војска ги победила илирите. Филип ја зазел Потидаја, а неговиот конј победил на Олимписките игри. И пророштвото се обистинило. Александар е еден од најголемите војсководители во историјата на човештвото. За Александар и неговата страст и жет за совладување на нови пространства и непознати народи, ништо не било невозможно. Тој не признавал граници на човечките можности. Со дотогаш невиден државнички жар сакал да го обедини целиот свет и почнал да го создава првото светско кралство, што се протегало на 3 континенти. Од Македонија преку Египет до Индија. Кога умрел на само 33 години, Наполеон бил на почетокот на политичката кариера, а пак Цезар политички анонимец. Но уште поважно од големината на неговата држава, империја создадена со силата на оружјето за само 11 години, е новиот тип на државно уредување, што го создал за да може да владее со бројните народи на различно развојно ниво, од полуномадско до робосопственичко, кои имале разнородни култури, религии и јазици. Александар ги обновувал старите и градел нови храмови, не разурнувал и не сеел пустош зад себе, како Атила, Джингис Кан и други, кои поминале исто толкави растојанија, но биле запаметени како камшик Божји. Александар создавал дури и кога војувал, така што изумувал нови тактики и војни вештини. И уште повеќе од тоа, со овој потфат Александар станал творец на нов светски поредок. Со неговиот поход започнува ново историско поглавје, конвенционално наречено хеленистичко, што траело цели 3 века. Но кој е всушност Александар Македонски? Од каде потекнува? Исклучително надарениот Александар се родил 356 година од Старата ера, од бракот на најголемиот маж што дотогаш го дала Европа, енергичниот Филип, со епирската принцеза Олимпијада, посветена во мистериите на култот на македонскиот Дионис, наследувајќи ги карактерните особини од двајцата. По татко бил потомок на Херакле, родоначелникот на македонците и на кралската династија, а по мајка потомок на Ахилеј, кој му бил пример за херојство. И како што запишал Диодор, тој со физичките и моралните доблести не е изневерил славата на своите предци. Растел во услови идеални за искажување на неговите дарби и во средина каде го добил најдоброто образование, во училиштето Кралски деца, еден вид војно-политичка школа за децата на македонските благородници, кои од 13-та до 18-та година живееле во дворецот во Пела, се воспитувале и учеле заедно со синовите на кралот. Еден од учителите бил Аристотел, чиј татко пред тоа бил дворски лекар во служба на дедото на Александар, кралот Аминта III. Освен спортски активности, лов, јавање коњи и друго, овие деца учеле астрономија, геометрија, етика, политика, поезија, реторика, филозофија, стражареле пред вратата на кралот додека спиел,
присуствувале на дворските церемонии, учејќи го така дворскиот протокол и подготвувајќи се за идните државнички должности. Хелените цело време ја чувствувале како нешто туѓо и надворешно, зашто за нив македонците биле барбари, оние што брборат, тоест зборуваат неразбирливо. Курти Руф запишал дека на македонците им требало преведувач за да го разберат хеленскиот јазик. Право на престолот имал првородениот кралски син, ама носител на суверенитетот било собранието на македонците, кое го одобрувало назначувањето на новиот крал. Во една зачувана молитва се вели: македонците нека го изберат кралот, кралот нека ја зачува државата на аргиадите, македонците и кралот нека ги извршуваат обредите вообичаени за аргиадите. Затоа Олимпијада во едно писмо до Александар му препорачува да го земе Пелигнас, добриот зналец на прадедовските обреди, на жртвите за династијата на аргиадите и на жртвите што таа ги пренесувала за него. Кралот морал да докаже дека е способен да владее. Кога Александар кутнувал голем лав, еден пратеник од Спарта му рекол: достојно се бореше за кралството против лавот, Александре. Кралот морал да владее според правилата и да ги почитува правата на македонците, кои немал право да ги погуби без судење, а тие имале право лично да му се обратат, право да донесуваат одлуки. Во Македонија нема поробување на македонци од соплеменици, зашто македонците биле еднакви меѓу себе. Диодор запишал дека Александар, без кралски обележја, го посетил заробеното семејство на Дарий, заедно со Хефајстион, кој бил повисок од Александар. Мајката на Дарий паднала на колена пред него и сваќајќи ја грешката се засрамила, но Александар и рекол: не грижи се, мајко, и тој е Александар. Прегавиот Александар многу рано почнал да ги покажува своите исклучителни дарби. Плутарх раскажува како некој тесалец на Филип му го понудил нескротливиот конј Букефал, кој што постојано скокал и не давал никој да го јавне. Филип одбил да го купи. Александар многу се возбудил и дофрлил. О, каков ли коњи спуштаат само затоа што се невешти, се плашат, па не знаат како да го скротат. Филип му одговорил: ти што прекоруваш стари, мислиш дека знаеш повеќе и дека знаеш подобро да јаваш? Александар му рекол: со овој конј можам да се справам многу подобро од сите вас. А ако не успееш во тоа, му вратил Филип, како да те казнам за твојата дрскост? Александар одговорил: Жими Зевс, јас ќе ја платам цената за овој конј. Откако конјот успеал да го сврти кон сонцето, затоа што видел дека тој се плаши од сопствената сенка, успеал да го јавне и да го збодне во трк, со што ги преплашил и скаменил присутните. А кога се вратил, Филип пуштил солза радосница, го бакнал и му рекол: сине, баре си кралство рамно на твоите сили, затоа што тебе Македонија ти е премала. Искусниот војсководец и дипломат Филип многу рано го вовел во државните работи. Во 340-та, додека го обсадувал градот Бизант, иако Александар имал само 16 години, го оставил да го заменува на престолот. А тој пак се покажал дораснат на задачата и не само што е одбранил државата од нападот на мајдите, туку по углед на татка си формирал град по име Александропол. Ги угостил персиските пратеници и со љубопитните прашања, што не биле детински, ги зачудил, та рекле дека умешноста на Филип бледне е пред оваа. На 18 години заповедал со левото крило во битката кај Хајронеја, а потоа ја предводел делегацијата која во Атина ги носела посмртните останки на паднатите. На ваквата демонски смела природа на Александар и на погодните услови во кои израснал, се надоврзали и политичките односи во источното Средоземје, што знаел да ги искористи. Честолюбив и со нетрпелив младешки дух за себе докажување, на секоја вест дека Филип освојувал славен град или победувал во голем бој, Александар не се радувал, туку на своите другари им велел: другари, татко ми ќе освои се пред мене и нема да дозволи со вас да постигнам ниту еден славен потват. По убиството на Филип, Александар го наследил дотогаш најмоќното кралство во Европа, чија војска била искалена во бројните походи и имала најдобро извежбани, искусни и верни војсководители. Но сепак не одело се толку мазно. Александар прво морал да ја здобие кралската круна, а потоа да ја зацврсти македонската власт кај покорените. Местните кралеви што Филип ги вклучил во државата, помислувале на враќање на самостојноста, а покорените барбарски племиња на бунт.
Искусните и верни соработници на Филип, Антипатар и Парменион, застанале зад легитимниот наследник Александар, а двајцата линкеститски принцови, што учествувале во заговорот за убиство на Филип, биле убиени. Антимакедонската струја во Хелада почнала да крева глава. Демостен ги повикувал хелените да ја отфрлат македонската власт, нарекувајќи го Александар момче што си игра владетел. Но момчето веднаш ја покажало својата државничка зрелост и ги присилило хелените да го прифатат за хегемон, како што било предвидено со мировниот договор склучен во Коринт по битката кај Хајронеја. Со државничка зрелост ретка за неговите години, Александар не заминал веднаш на исток, како што би се очекувало со оглед на неговиот темперамент, туку ја стабилизирал државата и ја обезбедил заднината. Прво тргнал на север, против трибалите, и бил првиот војсководец што преминал на другата страна од реката Дунав. Откако трибалите му изразиле покорност, стигнало пратеништвото и од келтите, кои на неговото прашање од што се плашат најмногу, наместо очекуваниот одговор од него, одговориле дека единствено се плашат од тоа да не им се урне небото врз главата. Alexander was not known as the Great during his lifetime. He was Aniketos and conquered, but he was not the Great, but nevertheless, a military leader who conquered half the known world at his time deserves to be considered a great military leader. Textual problems surround all of his major battles. These are the source of great problems of interpretation for modern historians. The picture we have of Alexander's generalship is currently due to Boney Fuller, who was an officer in the British Army between the two world wars, and he was an advocate of the indirect approach. He wrote a book detailing Alexander the Great's generalship, which is now the standard work. This ultimately resulted in, after its adoption of the concept by the Hitler and the German High Command, of the Blitzkrieg concept in modern warfare. Со решителност и брзина, типична за сите негови дејства, по Моравско-Вардарската долина преку Пелагонија, стигнал кај илирите и само што ги победил, веќе добил вест за нова побуна, овој пат кај хелените, кои биле поддржани со персиски пари. Имено Персија со пари здобивала сојузници и платеници во Хелада, кои за неа војувале дури против хелените, зашто од крајот на 5 век хелените тешко наоѓале леп во својата земја. Поттикнувани од Демостен, кој дури довел лажен гласник дека Александар загинал кај трибалите, на бунт се кренале тебанците. За само 13 дена Александар искрснал пред Теба, ја зазел и за незината судбина оставил да реши советот на Коринтскиот мировен договор, задолжен за почитување на прифатените одредби на мирот. Хелените пак, не можејќи да ги заборават старите непријателства и кавги, решиле градот да се разурне, а жителите да се продадат во робство. Само на барање на Александар биле поштедени храмовите и домот на поетот Пиндар. Откако ја стабилизирал државата, Александар се посветил на започнатата, но незавршена задача што ја наследил од кралот Филип, неговиот татко. Во науката речиси да не се расправа за причините за овој поход, што ги засенил не само неговите современици, туку и оние после него, а не засенува до ден денес сите. Како причина за овој поход најчесто се прифаќа исказот на Полиби, кој во вториот век стара ера запишал дека изговорот на Филип за започнување на војна против Персија бил освета на хелените. Но очигледно е дека како и во секоја војна, овој изговор бил најобична пропаганда. Всушност, вистинската причина за војната било прашањето за превласт меѓу Македонија и Персија во источниот дел на Средоземјето, а не освојување на територии како што се повторува, а уште помалку, односно најмалку, некаква освета во име на хелените. Оваа парола за одмазничка и ослободителна војна на хелените ја користел и Александар, се разбира, со цел да си олесни задачата.
Тој во походот повел 7000 хеленски војници, бројка определена уште од Филип како обврска што ме ја наметнал на хелените со Коринскиот мировен договор по поразот по битката кај Хајронеја во 338 година стара ера. Но треба да се каже дека овие хеленски одреди не биле земени како воена помош, туку како гаранција за мирот во Хелада и всушност биле заложници во рацете на Александар. Тоа се гледа од фактот што тие не учествувале во ниту една од големите битки. Сите големи битки биле извојувани од македонците, а хеленските војници служеле како посади во заземените места за обезбедување на патиштата и слично. Затоа, по битката кај Гавгамела и по убиството на Дарий во 330 година стара ера, Александар ги отпуштил хеленските војници, освен оние кои сакале да војуваат за него како воени платеници. И без да ги послуша верните соработници Антипатар и Парменион, кои го советувале прво да обезбеди наследник за престолот, Александар со само нему својствена младешка жар и страст и без натамошно одлагање тргнал во пресрет на славата и го започнал походот против 50 пати по големата Персија, иако македонската благајна била празна. Кога Александар тргнал во походот, статујата на Орфеј во подолимпискиот град Лејбетра, изделкана во кипарисово дрво, почнала да се облева во пот. Тоа за пророкот значело дека Александар ќе направи толку големи дела и толку значајни, толку славни, што за нивно опевање поетите многу ќе се напрегаат и потат. Во науката, овој поход на Александар се третира како еден потфат. Меѓутоа, според моје мислење, овој така наречен поход на исток треба да се подели на две етапи, зашто и целта и замислата на двата дела се различни. Првиот дел е поход против Персија, замислен и започнат од Филип II, но не и завршен. Овој дел или етапа може да се подели на две фази. Првата фаза е освојување на Предна Азија, а додека втората фаза е освојувањето на Феникија и на Египет. Оваа прва етапа од походот завршува со убиството на Дарий и тоа е всушност крај на персиската држава. Вистинскиот пак поход на исток всушност е втората етапа од походот, идеја и замисла на Александар. Тоа е подолгиот и потежок дел и треба да се подели на три фази. Третата фаза од втората етапа е освојувањето на источно-иранските сатрапии, што бил најтежок и најдолг дел од походот. Четвртата фаза е походот во Индија и враќањето на војската во три дела, односно во три правци. И последната фаза, која што е најкуса, се подготовки за новите походи, која што е прекината со смртта на Александар Македонски. Откако е стабилизирал состојбата во својата држава, оставајќи му половина од македонската војска на заменикот Антипатар, со другата половина и со одреди од покорените народи, тракици, хелени, илири, трибали, како и наемници, се на се околу 40.000. Пролетта 334 година од старата ера, Александар го минал Хелспонд кај Сестос и кај Абидос символично го означил почетокот на походот, фрлајки стрела од бродот. Првиот судир со локалната персиска војска бил кај реката Граник. Парменион ценел дека е доцна за бој, а Александар му рекол: "Би се срамел да бидам запрен од оваа река." Во судирот, Александар бил ранет во рамото и за малку ќе бил убиен одзади, да не притрчал Кратер, неговиот другар од детството. Од хеленските војници во служба на персиците никој не се спасил. 2000 биле заробени и во Синџири испратени на принудна работа во Македонија. Статуи на 25 паднати конјаници биле поставени во македонскиот свет град Дион, земени од римскиот конзул Квинт Метел по задушувањето на востанието против римјаните и поставени на Капитол во Рим како воен плен. Есента, брегот на Мала Азија бил целосно заземен. Дел од војската ја вратил да презими во Македонија, а со другиот дел отишол во Гордион, престолнината на фригиските кралеви. Во храмот на Зевс се чувала колата со која според традицијата стигнал Мида.
А според легендата, оној што ќе го разврзал јазелот на јаремот од колата, ќе станал господар на целиот свет. Повеќето стари автори велат дека Александар го расекол со мечот, а некои дека јазелот се разврзал кога го извадил клинот од рудата на јаремот. Вториот голем судир бил следната година кај Исус. Персиската непрегледна колона била составена од пешаци, персиски коњаници, хеленски наемници, одреди од разнородни племења, караван на борни коли и коли со балдахини од кралскиот харем, со благајната и сиот кралски раскош. Уште по првиот силовит удар, Александар се нафрлил на борната кола на Дареј, пошто овој побегнал, заборавајки си го семејството. Александар продолжил да се бори со своите војници се до конечната победа и дури потоа тргнал да го брка Дареј, но ги нашол само неговата борна кола, дел од оружјето и наметката што Дареј ги фрлил за да може побрзо да бега. И во оваа битка Александар бил ранет во бедрото. Во војската на Дареј имало повеќе од 20.000 хеленски наемници, од кои 8.000 по оваа битка преку Египет побегнале на Пелопонес и стапиле во служба на Спарта. Наскоро добил писмо од Дареј со барање да му го врати семејството и понуда за мир и пријателство, зашто војната била почната без повод од персиска страна. Во одговорот, Александар го обвинува за вмешаност во убиството на Филип, за давање помош на хелените, го повикува да дојде по семејството, дека не го признава за законски крал, зашто сега Александар е крал на Азија, и ако мисли поинаку, нека не бега од бојното поле, туку да го докаже тоа со битка. По некое време, Дареј му пратил друго писмо, нудејќи му 10.000 таланти откуп за семејството, една од керките за жена, како залог за мир и пријателство, и сите земји западно од Еуфрат. Кога им кажал на придружниците, Парменион рекол, да бев Александар ке прифатев. Александар пак му одговорил, жими Бога и јас, да бев Парменион. А на Дареј му пишал дека ќе биде љубезно примен ако дојде, а ако не дојде, Александар ке тргне против него. Но тоа било само предизвик за Дареј, а Александар продолжил да ги освојува земјите под персиска власт. Во Египет бил пречекан без отпор и од духовните водачи на египјаните, со кои се сретнал во храмот на Амон, во оазата во Сива, каде отишол последно мачно и опасно патување низ пустината, бил прифатен како фараон. Во текот на оваа египетска епизода ја формирал Александрија. Флоцартот на градот имал облик на македонската наметка и според македонскиот обичај бил обележан со брашно од јачмен. Откако го определил местото за кралски дворец, бројот на храмовите, еден од нив бил за египетската Изида, заминал без да го види овој најславен од сите негови градови, што ќе ги надмине сите други. Според Диодор, градот бил прв во тогашниот свет, а ќе биде и вечно почивалиште на Александар. По враќањето од Египет, кај Гавгамела, ја била решавачката битка со Дареј, кој во меѓувреме, за година и половина, собрал огромна војска, 1.000.000 пешаци и 14.000 коњаници, што ги стаписало македонските војници. На следващата година при Исус в Киликија, крај североисточниот бряг на Средиземно море, това е на територијата на днешна југоисточна Турција, близо до границата со Сирија. Александар среща самија Дареј Кодоман, персискиот цар, събрал основните сили на својата империја, събрал една толкова грамадна армија, че на бојното поле при Исус персиската армија не могла да се разгрне в всичкиот си маштаб и требало да биде построена в 3 ешелона един след друг, защото мястото толкова позволявало. И независимо от огромното числено преимущество на персијците, Александар отново ги разгромява и отново той лично, начело на конницата на хетајрите, нанася решителния удар в решителния момент, принуждавајќи Дареј, уплашен за личната си съдба, когато вижда, че Александар и неговите конници се насочват към царската колесница, да бяга от бойното поле, давајќи знак за поголовното отстъпление и разгрома на цялата си армия. Разгромява го още един път, 2 години по-късно, в грандиозното сражение при Гавгамела в северна Месопотамия, близо до брега на реката Тигър, където този път на едно открито поле персийците са имали възможност да разгърнат цялата си армия и значително по-малката,
няколко пъти по-малката по своя числен състав Александрова армия е била поставена, въпреки всичките си качества, пред едно от най-тежките изпитания. Това е едно от най-трудните и най-трудно спечелени сражения на Александър, но и то е спечелено накрая, въпреки че по време на битката има в един момент една несигурност. На единия фланг персийците побеждават, на другия фланг атаката на Александър и хетайрите обръща нещата в негова полза. И когато Парменион от левия фланг пратил вестители при Александър да зареже атаката и да дойде да помага, той казал: какво да спасявам, лагера отзад ли? Или ще спечелиме всичко, или ще загубиме всичко, и спечелил и това сражение в края на краищата. По убиството на Дарий, 1500 хеленски платеници му се предале на милост и немилост на Александар. Како хегемон на Коринскиот мировен договор, склучен по Хаеронеа, Александар ги ослободил оние што во персиска служба стапиле пред договорот, а другите морале да прифатат служба во неговата војска. Со тоа завршила првата етапа од походот и прашањето за хегемонија меѓу Персија и Македонија било решено. Но Александар не запрел, зашто сакал да ја воспостави својата власт во сите делови на персиската држава, не само онаа на Дарий III, туку и на Дарий I, што своевремено се протегала до Индија, и да ја обезбеди заднината пред походот во Индија, заради што зел ирански одреди како заложници. Тоа е всушност вистинскиот поход на исток и идејата на Александар за создавање на една држава. Во Индија ја водел последната фронтална и најдолга битка, што траела цели 8 часа. Најголем проблем биле слоновите, зашто неговите коњи не биле навикнати на слонови. Иако Пор храбро се борел, сепак морал да се предаде. И за да може да продолжи натаму, Александар го оставил да владее во негово име. Сакал да продолжи, но не можел, односно војската не можела. Сосема погрешно е мислењето дека одбивањето на војниците да одат источно од реката Инд била побуна. Војниците всушност го искористиле правото што го имале македонците да зборуваат со својот крал. Тие искрено му кажале на Александар дека се исцрпени од 8,5 годишното војување, дека сакаат да се вратат во родната грудка за да раскажуваат, како што велеле, за славата и богатствата што ги стекнале благодарејќи му нему, да си ги видат најмилите, а Александар пак да си ја види мајка си. Веќе остарениот војник по име Којнос уште му рекол дека секој успешен човек треба да знае кога треба да застане. И бил во право. Имено, по 3-дневно размислување, Александар донел здраворазумско и трезвено решение за запирање на походот, иако копнежот по несовладливото и непознатото го влечел да оди натаму. Аријан запишал дека неизмерно радосните војници дошле во шаторот да го благословуваат, зашто тој, Александар, кој од никого не бил поразен, им попуштил ним. Им попуштил, ама не бил поразен. Всушност, тоа е најголемата победа на Александар, кој, победувајќи се себе си, покажал дека може да владее со себе си и со своите страсти, и со тоа си обезбедил слава на единствен непоразен војсководеч во историјата. Од Македонија до Индија поминал 18.000 километри. Секоја негова битка, според тактиката и планот, била нов изум, зашто битките ги подготвувал до најмали детали, собирајќи податоци за теренот, определувајќи го времето и местото за напад, претходно обезбедувајќи ја заднината. А тој пак секогаш се нафаќал со најтешкиот дел. Но најважно од се е тоа што умел да ја процени ситуацијата. Тоа убаво се гледа од говорот кога 330 година стара ера на неговите придружници им објаснува зошто не треба да го бркаат Дарий, туку да го заземат Малазиското крајбрежје и да се стекнат со флота. Имено македонците немале ниту трговска, ниту војна флота, зашто Македонија била богата со разноразни ресурси, а пак ветровите што лето дувале од север кон југ оневозможувале напад на Македонија по морски пат. Кај реката Хифас, исцрпената војска, дотолчена од 70-дневните тропски дождови, одбила да оди натаму. По добро премерување на состојбата и вестите за големината на земјите на исток, Александар објавил враќање. Да продолжил, сигурно ќе доживеел пораз, зашто патот до океанот бил подолг од оној што дотогаш го поминал.
На брегот на реката поставил 12 жртвеници и столб со надпис «Овде застана Александар», а индиците пак напишале «Александар, крал на македонците, стигна до овде». Враќањето било по копно и море и траело речиси 2 години. Конечно, во 324 година, целата војска се собрала во Суза. Аријан запишал дека веста за враќањето на флотата од Индија го направила посреќен од освојувањето на цела Азија. Трезвениот и практичен Александар ја прилагодувал тактиката според условите. Војните инженери што ги водел со себе, на лице место граделе различни опсадни справи. Прочуен е примерот со опсадата на Тир, утврден град изграден на остров, што располагал со силна флота. Александар изградил земјен насип со 2 кули, откаде на нападите од градот, македонците возвраќале со каменофрлачи и го зазел само по 7 месеци, додека во 7-миот век од старата ера, вавилонскиот крал Набуходоносор безуспешно го обсадувал цели 13 години. Во областите на североисточниот раб на персиската држава се прилагодил на герилска тактика на локалното население, делејќи ја својата војска на помали одреди, вовел стрелци на коњи, реката Оксос со војската е минал со мешини наполнети со слама, зашто немал бродови и така натаму. Но сраженията не са всичко. Александър води войната по един начин, който от гледна точка на това, което знаеме за тогавашните условия и тогавашното военно дело, изглежда перфектен. Всичко е било добре организирано и тази военна машина е действала безотказно. Завладявайки нови и нови територии, той е трябвало да организира в движение тяхното управление и получавайки горе-долу ежегодно нови попълнения от Балканския полуостров. Основната задача на оставения в Пела Антипатър е била тази да събира нови попълнения, македонци, тракийци, гърци и редовно да праща тези попълнения на изток. Во источните персиски сатрапии, што била најтешка фаза од походот и траела цели 3 години, додека за само 4 го зазел предниот и средниот исток, се случило несаканото убиство на Клейтос и судењето на Филота за небрежност во врска со заговорот против Александар. Александар е најголемиот воен стратег во историјата на човештвото и до ден денес недостижен и ненадминат идеал на секој војсководец. Многумина после него се обиделе да направат подвиг како неговиот, почнувајќи од римскиот император Трајан па се до Наполеон. Во Римското царство владеела вистинска Александроманија. Така, Август го ставил ликот на Александар на својот прстен, а каракала на штитот. Но никој после него не успеал да направи ништо што би наликувало на неговиот подвиг од проста причина што ги немале дарбите на Александар. И како што запишал Плутарх, Александар не ја прегазил Азија како разбойник трчајки. Тој не сакал ниту да ја распарчи и подели како плен, туку тој сакал сето што е на земјата да го подведе под еден ред и една власт, да ги направи сите луѓе дел од еден народ. Та се однесувал во согласност со тоа. Грчкиот филозоф Аристотел, за кого барбарите уште од раѓање биле робови, го советувал Александар да им биде господар на барбарите, предводник на хелените, а крал на македонците. Другиот атински говорник Исократ посакувал Александар да ги претвори барбарите во робови, кои треба да работат за хелените и за македонците. Но спротивно на овие двајца хеленски големи мислители, Александар не ги делел луѓето на хелени и на барбари. Да ги прифател овие сваќања, Александар би бил обичен освојувач, а не државотворец и не би го создал новиот тип на монархија, што е најважен белег не само на неговото владење, туку и на следниот период конвенционално наречен хеленистички. Меѓу филозофот Аристотел, кој 3 години му бил учител на гениалниот војсководител, никогаш немало согласност за политичките идеи. Тоа е сосема разбирливо, зашто учителот бил обликуван во дух на хеленскиот светоглед, затворен во тесните рамки на полисот, а тоа е град-држава, додека пак Александар израснал, кажано со современ јазик, во држава, кралство со парламентарни белеси.
Меѓу нив немало поврзаност и блискост каква што имало меѓу Александар и неговите соработници и другари од детството. Александар не сакал богатство, раскош и уживања, туку копнел по јунаштво и слава, та затоа не ги експлоатирал покорените народи и кон нив не се однесувал како освојувач, туку како законски владетел. Иако империјата ја создал со силата на оружјето, иако државната благајна кога тргнал во походот била речиси празна, тој со запленетото богатство градел градови, споменици, нови храмови, а старите ги обновувал. Обкружен со поети, уметници, филозофи, сликари, историчари, ретори, во паузите, додека одмарал војската и чекал податоци од извидниците, Александар организирал надпревари во спорт и музика, театарски представи и други културни манифестации. Иако имал неограничена власт, Александар не ја злоупотребувал, туку водел политика во интерес на државата, создавајќи културно и економско единство во државата и затоа неговата империја се нарекува апсолутна монархија од просветен тип. Не му пречело да ги почитува другите култури, да се ожени со Персика, да му принесува жртви на бабилонскиот бог Мардук, на египетскиот Апис или да се дружи со индиските мудреци, зашто уште од мал особено се интересирал за филозофија, етика и политика. Во неговата држава имало место за сите. И за да го прифатат, не им го менувал начинот на живот, туку тој се прилагодувал на некои нивни обичаи. Така, кога ги примал пратениците од источните народи, го применувал персискиот дворски церемонијал, преземајќи дел од облеката на персискиот крал. Имено, тој бил свесен дека само така може да владее со разнородното население и со непрегледната територија. За таа цел, уште од почетокот, локалните благородници кои му се придружиле, ги вклучувал во управата на државата, дури и по цена на незадоволство на македонците, обичните војници кои не можеле да ја разберат ваквата политика. Но за да го скрши отпорот на тврдиот дел од персиската елита, Александар покажал дека може и поинаку да постапува. Имено, во 330 година, тој го запалил кралскиот дворец во Персепол, но не дозволил да изгори целосно, зашто тоа не му била цел. Овој чин од обичните македонски војници бил сватен како крај на војната. Плутарх пишува: но Дарий бил жив и прашањето за врховна власт за која се борел Александар, како што ќе рече на мајката на Дарий, се уште не било решено. Дури по неговото убиство, Александар ќе се прогласи за крал на Азија, како осветник и законит наследник на Дарий, и со неговиот печат ќе ги печати наредбите за азискиот дел од империјата, а со стариот македонски прстен наредбите за европскиот дел од државата. По враќањето од Индија, во војската ќе вклучи 30.000 ирански момчиња, опремени и извежбани да војуваат на македонски начин. For example, we read in Xenophon's treatise on horsemanship that he advocated the Boeotian helmet. Under Philip, during Philip's reign, the two representations of cavalrymen we have show them both wearing helmets of the Macedonian type. But the first representation coming from the age of Alexander, the so-called Alexander sarcophagus, which was commissioned by King Abdolonymos of Sidon at the beginning of his reign. He was set upon the throne of Sidon by Alexander, show Macedonian cavalry wearing Boeotian helmets. It's logical to assume that Alexander introduced the Boeotian helmet as a result of reading Xenophon. Another thing that Xenophon recommended in his Cyropedia, a fictitious story of the life of Cyrus the Great, is training using fennel stalks. Again, we have a description of the Macedonian army training
fighting using fennel stalks. Дотогаш одредите од покорените народи не биле вклучувани во македонските одреди, туку војувале одделно и со своето оружје. Но војниот стратег секогаш бил македонец, зашто вистинските господари во државата биле македонците. Целата администрација, финансиите и војската била во рацете на македонците. Дека успеал во тоа, се гледа од тоа што по неговата смрт немало побуни и одметнувања на домородните управници. Се побуниле само хеленските наемници, без нивна волја населени како војни колонисти во далечните азиски краеви и хелените во Хелада. Платениците на сатрапите што по враќањето од Индија наредил да бидат отпуштени, како и политичките бегалци од Хелада, биле опасност за мирот и стабилноста на државата. Затоа во 324 година Александар издал проглас за нивно враќање, обнароден на Олимписките игри. Со тоа мудро го решил проблемот на безработниците, кои талкале низ државата, префрлајки го во хеленските градови, откаде всушност и произлегол. Роксана, единствената жена што ја сакал, ја земал со себе. А Статеира, ќерката на Дарий, ја оженил за доброто на кралството, затоа што спотувањето на двата народа во тоа време било нужност. Идејата за еднаквост меѓу народите и нивно мешање, Александар ја спроведувал како во управата, така и во приватниот живот, преку сродување и роднинско пријателство со мешани бракови. Со прочуената неколкудневна свадба во Суза, Александар го прославил не само успешното враќање од Индија, туку го обзнанил правецот на неговата политичка стратегија за државата. Според персискиот обичај, тој и 80 негови најблиски придружници и соработници истовремено се венчале со угледни иранки. Со Роксана, која посмртно ќе го роди нивниот син, се оженил според македонскиот обичај, што значи дека персиците требало да прифатат македонски обичај и дека Александар бил и останал македонец. Истовремено се ожениле повеќе од 10.000 македонци, со што биле озаконети врските со нивните азиски жени. Сите добиле дарови од Александар, а тој пак добил дарови од представници на многу народи во империјата. Но по неговата смрт, не можејќи да ги разберат ваквите космополитски идеи, неговите придружници, освен Селук, ги оставиле овие барбарски жени, а биле отфрлени и веќе започнатите планови. Впрочем, кој би можел да ги оствари без Александар? Не само обичните војници, туку и некои од неговите најблиски соработници не ги разбирали идеите на Александар и дотогаш невидениот однос кон покорените. Но вклучувањето на домородци во управата, како и војници во македонските одреди, било од практични причини, за цврстување на македонската власт и не значело изедначување меѓу македонците и покорените. Но иако неговите придружници не ја зачувале државата, туку ја поделиле на 3 монархии, иако целосно не ги прифаќале неговите идеи, сепак овој нов вид на државно уредување ќе го надживее, зашто тоа било единствен начин да се управува со бројните народи со различна култура, религија, начин на живот, обичаи. Овој тип на монархија ќе биде најраширен тип на државно уредување, се до потпаѓањето под власт на римјаните, на последната монархија управувана од македонската династија Птолемаиди. Некогашните соработници продолжиле со неговата политика на културен и економски план. Големи градители и мецени, надпреварувајќи се меѓу себе, создале нови политички и културни центри. Новите културни центри сега ќе бидат на истокот, во рамките на македонските монархии. Пергамон во Мала Азија и Александрија, првиот град основан во походот. Таму Птолемај го основал музеонот, своевидна академија на науки, со прочуената библиотека, обсерваторија, градини, зоолошка и ботаничка и така натаму. Со тоа ќе биде одземен приматот на Атина на културен план, како што Филипи го одзеде на политички план. Александрија ќе биде културен и космополитски центар на светот, се до доаѓањето на арапите. Александар постојано организирал културни манифестации, со што се ширела македонската и хеленска култура кај староисточните народи. Со мешањето на овие 3 култури била создадена една сосема нова култура, конвенционално наречена хеленистичка, првенствено заради хеленскиот јазик во нивната меѓусебна комуникација. Но името на новата култура, наречена хеленистичка, а не хеленска, јасно ја покажува разликата меѓу оваа култура и културата создавана од хелените. Хеленистичката култура, застапена на 3 континенти, од Кавказ на север до Египет на југ,
од Индија на исток до Македонија на запад е космополитска во вистинска смисла на зборот, какви што прочем биле и космополитските идеи на Александар. И тоа е првиот пример на глобализација во историјата на човештвото. Со походот на исток, Александар почнал да создава нов тип на уредување и на култура, со што станал творец на нов историски поредок и на нова епоха во историјата. Иако епохата политички завршува во 31-та година Стара ера со поразот на Клеопатра, последната владетелка во Египет, на културен план овој период многу подолго траел и имал далеко трајни последици. Александар не е само најголемиот војсководител, туку и најголемиот градител во историјата. Според традицијата, тој изградил 70 градови и на терен досега се идентификувани 20. Неговата градителска дејност била со двојна цел – трговска и стратешка, но истовремено имала и далекосежни културни последици. Александрија во Египет, првиот град основан во текот на походот, била на мощне погодно место за трговија и навргу градот израснал во значаен економско-трговски и културен центар. Во времето пак на првите кралеви од династијата на Птолемаидите, кои воделе иста политика како Александар, Александрија станала светски културен центар, ја истиснала Атина и имала водечка улога се до крајот на антиката. И некои од другите градови основани на стратешки места за одбрана на границите, како и за обезбедување на патиштата за проток на луѓе и на стоки, прераснале во економски центри. Во источните сатрапии, најтешката фаза од походот основал дури 4 Александрии со цел да се обезбедат патиштата што воделе кон Индија. Последниот град со ова име, основан кај денешниот Ленинабад, на реката Сивдарија, граница со скитското племе Саки, бил наречен Александрија Крајна. Во градовите биле населувани македонски ветерани, отпуштени хеленски платеници, трговци, се разбира и староседелци, и сето тоа на градовите им давало космополитски карактер, каква што впрочем била секупната политика на Александар. Со оваа колонизација, Александар патем го решил и горливиот проблем на беземјашите од Хелада, што била посакувана цел на хелените од овој поход. Со поврзување пак на земјите од Македонија на запад до Индија на исток, било возможено поголемо и побезбедно тргување, а со тоа била унапредена економијата и стопанството во источното Средоземје, така што последиците од овој потфат со право се споредуваат со последиците од откривањето на Америка за Западна Европа. Предниот исток бил преплавен со македонци и хелени. Новите градови имале македонски имиња – Пела, Едеса, Ајга, Дион и така натака. Освен колонизацијата, планска била и монетарната политика на Александар. Имено, тој вовел единствен монетарен систем за златните и сребрени ковани пари, без да го забрани локалното монетокување. Со пуштањето пак во оптек на натрупаниот, но мртов капитал од персиските благајни и внесувањето на Египет во монетарната економија, тој ја оживеал економијата во Средоземјето и економски го поврзал истокот, азискиот исток со Средоземјето. Александар ковал монети за потребите на походот, прв пат пролета 333-та во градот Тарсос, а потоа во феникиските ковници. Монети со негов лик се ковале долго време по неговата смрт и на Балканот биле во оптек се до крајот на Старата ера, кога биле истиснати од римскиот денар. Во Рим пак, во 4-тиот и 5-тиот век наша ера, се ковале бронзени медалјони со легенда Александар Македон и со епитетот Магнус, Александар Магнус, односно Александар Велики. Но на монетите Александар бил прикажуван најчесто како Херакле. Во 10-тиот век наша ера Константин Порфирогенет запишал дека македонските кралеви наместо со диадема, круна и кралски пурпур
се овенчувале со кожа од лав, што ја имале како круна и украс, и со тоа се гордееле повеќе од кој да е драгоцен камен и бисер. Веродостојно сведоштво за тоа е монетата на Александар Македонски, украсена со таква слика. Иако мечтаел да создаде сјајни дела на сите полиња, сепак бил трезвен и реален. Кога градителот Стасикрат му предложил природните длапки и височинки на Атос да ги обликува во статуа на Александар, на чија една рака би имало 10.000 град, а низ другата би течела река која како жртва Леанка би се изливала во морето, Александар му рекол: "Сепак остави го Атос каков што си е. За мене ке зборуваат Кавказ, Танаис, Каспиското море. Тие се вистински слики на моите дела." По враќањето во Бабилон, Александар на Хереклид му наредил со флота да го испита Каспиското море, затоа што посакал да знае со кои други мориња е поврзано, дали е дел од Црното море или пак е само залив од големиот Индиски океан на исток. Во текот на походот на исток, Александар се прославил првенствено со неговите иновации на војно поле. Но неговите потфати имале колку војно-економски, толку и научен карактер. Истовремено со војните, тој преземал извидувања и на други полиња, како она од Египет до Судан и до изворите на реката Нил, при што било докажано дека тропските дождови во Абисинија биле причина за излевањето на Нил. Подготвувал извидување на Персискиот залив и Арапскиот полуостров, при што допловиле до островот Бахреин. Затоа со право се вели дека Александар е еден од најголемите истражувачи во светската историја, а секако еден од првите, ако не и прв, кој плански истражувал. Освен војните инженери, кои на лице место граделе војни справи, Александар водел и ботаничари, геолози, географи, зоолози, филозофи, историографи и друго, со што до тогашните знаења за рударството, геологијата, ботаниката, зоологијата, наутиката, географијата, метеорологијата, етнологијата и другите области биле зголемени. Тогаш луѓето од Средоземјето за прв пат виделе нафта, дрва од кои се добивало шекер, пронајдени биле рудници на злато, сребро и на сол во Индија и друго. Со пловидбата од делтата на Инд до Персискиот залив била докажана поморската врска со најоддалечениот источен дел од неговата држава, што било важно и за трговијата. Бил бескрајно љубопитен. Неговата жет за знаење била исто толку голема колку жетта за откривање на непознатото. На Аристотел му напишал дека повеќе сака да има знаење отколку моќ и ги поддржувал неговите зоолошки истражувања. Со кралска дарежливост ја помагал и унапредувал науката, а бил и страстен читател. Плутарх запишал дека барал да му праќаат поетски и други дела, а Илијадата постојано е имал крај себе како упатство за војните вештини. Тоа била држава во движење, со архива, библиотека. Особено се интересирал за филозофијата. Во негова придружба бил индискиот мудрец Калан, а 10 заробени мудреци, заради потикнување на отпор против него, по филозофските прашања и одговори ги ослободил. Честопати знаел да каже: "Да не бев Александар, ке сакав да бидам Диоген." Во записите од неговата архива имало пресметки на проекти за нови гигантски походи по копно и море, градење на храмови и патишта. Во Бабилон градел пристаниште со капацитет за 1000 пловила. Од Феникија дел од бродовите во делови биле пренесени до местото Тапсак на Еуфрат, каде биле составени и од каде допловиле до Бабилон. Во Феникија, Сирија, Киликија, Кипар почнале да се градат војни бродови за испитување на Каспиското море, за пловидба околу Арапскиот полуостров и долж крајбрежјето на Либија, се до Хераклевите столбови, Гибралтар, каде требало исто така да се изградат пристаништа, како и крајбрежен пат од Либија до Иберија. Се собирала војска. Била предвидена и изградба на 6 храмови, по еден во Делфи и Додона, еден во Троја и 3 во Македонија, во Дион, светиот град на македонците, во Амфипол и во Кирос. Исто така, сакал да изгради гробница за Филип, слична на пирамидите. Да бил жив, секако тоа ќе се случило и ќе ја остварил својата желба за обединување на целата екумена. Во екот на подготовките за нови потфати и во мигот кога Александар соопштил дека решил остарените и повредените ветерани да се вратат дома, војниците го искажале своето незадоволство. Имено Квинт Курти,
Запишал дека тие сакале да се вратат дома заедно со својот крал, а се плашеле дека Александар за секогаш ќе остане во Азија. Имено, тие не разбирале политиката на Александар за вклучување на покорените во власта, но овој пат морале да попуштат, зашто не биле во право. Александар приредил гозба за 9000 и се помолил за слога меѓу македонците и персиците. По ова, кратер со 10.000 ветерани тргнал за Македонија. За половина човечки живот постигнал се што е во моќ на човечката природа. Александар бил решителен, истраен, упорен, но истовремено самопрегорен и храбар до безумност. Тоа ги восхитувало војниците и им левало не само доверба, туку почит и љубов кон Александар. Александар никогаш не ги оставил своите војници сами на бојното поле и никогаш не заминал пред конечно да ја заврши битката и заради тоа дари на два пати успеал да му побегне. Александар Велики е една од најпопулярните теми в античната историја. Всички знаат за Александар, оште малките деца са чували името му. Цял свят знае за Александар. Тој е една страница, една забележителна страница в древната историја на човечеството. Малку са хората които са оставили след себе си толкова забележима историческа дирја, толкова јасен исторически спомен за човек който в малкото години на живота си, Александар живее само 33 години и само 13 години е бил македонски цар. За този кратък период той успява да осъществи дела, които историјата без всякакво колебание, още в древността е оценила с епитета, който са прикачили към името му Александър Велики, т.е. творец на велики и епохални дела. Величието на Александър се свързва с неговите завоевания преди всичко. Завоеванията на Александър са нещо, което древният свят до тогава не е виждал в тези мащаби и осъществено с такава скорост, с такава динамика. За няколко години Александър завладява една огромна част от тогавашния свят. Завладява райони, които като че ли дори не са били познати за тогавашната средиземноморска цивилизация, толкова далече отива. И ако не беше умрял толкова млад, той вероятно щеше да продължи и щеше още много велики дела да свърши. Изворите му приписват намерения преди смъртта му в Вавилон през 323 година да осъществи нова мащабна кампания, този път на запад, към западното Средиземноморие. Щял да тръгне от Египет, да пресече цяла Северна Африка, за да стигне до северозападното и крайбрежие, някъде при Гибралтар. Щял същевременно от Червено море да прати един флот, който да обиколи целия африкански континент, по един път, който още от 7 век финикийски мореплаватели са показали, че съществува. Щял, срещайки флота и сухопътната си армия, оттам да се прехвърли в Европа и да се прибере триумфално в Македония, завладявайки Южна Европа и присъединявайки Запада по този начин към своите източни владения. Кой знае каква щеше да бъде съдбата на древния свят, ако на Александър беше останало време да продължи с завоеванията си и, което може би е по-важно, да продължи с организацията на завладените територии. Той умира без време, млад, неочаквано, не оставя наследници, поне които да могат да поемат неговото дело веднага, и това води до много сериозните сътресения след неговата смърт. Края на краищата до разпадането на империята му. Но инерцията от Александровите завоевания е била толкова силна и толкова голяма, че тя неминуемо дава едно огромно отражение върху цялото последвало развитие на Стария свят. Магиската моќ на личноста на Александар ги восхитувала луѓето. Ги терала на послушност и почит. Александар не бил светолюбив,
Озборувањата ги примал мирно, велејќи дека судбината на кралот е да прави добри дела, а за возврат да слуша лоши зборови. Умеел да ги процени луѓето. Кога се разболел пред битката кај Исос, добил писмо дека неговиот личен лекар и другар од детството сака да го отруе. Александар му го подал писмото, истовремено пиејќи го лекот. Гледка достојна за театарска сцена. Едниот читал, другиот го пиел лекот. Со своите медицински знаења им помагал на болните пријатели, определувајќи им лекарства со упатство за користење. Неговите етички норми биле мощне високи, особено кон победените непријатели. Кога го нашол мртвото тело на Дарии, го покрил со својата наметка и потоа и го пратил на мајка му за да биде закопана во кралската гробница, во старата персиска престолнина Пасаргада. Кога по поразот на бојното поле кај Исос, Дари побегнал заборавајќи си родената мајка, сопругата, двете ќерки и синот, кои лелекале мислејќи дека Дари е убиен, им јавил дека е жив и дека ќе се грижи за нив како што доликува. Иако сопругата на Дари била најубавата жена во Азија, тој не го искористил правото на победникот, зашто како што пишуваат старите автори, Александар ценел дека за еден крал воздржувањето е подостојно од совладување на непријателите. Со тоа ги изненадил и восхитил современиците и го надминал Ахилеј, кој заради убавата пленичка, што му ја приграбил Агамемнон, се повлекол од битката кај Троја и дозволил да гинат неговите соборци. А кога починала при породувањето и приредил величествен погреб според персискиот обичај. Кога Дари лелекал за судбината на неговата сопруга, му рекле: Александар е еднакво благороден кога ќе победи, колку што е страшен кога војува. Поубаво е да му се восхитуваш на Александар, зашто неговата воздржаност пред персиските жени била поголема од храброста што ја покажал пред персиците. Александар витешки се однесувал, не само кон пленичките, туку и кон кралевите. Античките автори запишале дека кога му го довеле заробениот индиски крал Пор, Александар го прашал што сака. Пор рекол дека сака со него да постапи кралски. Александар му вратил: Кралски ќе постапам заради себе, а ти барај нешто за тебе. На што Пор одговорил дека со тоа се е кажано. Кога на враќање од Индија дознал дека гробот на Кир, основачот на персиската држава, е ограбен, го обновил. Александар бил праведен и како човек и како владетел. Кон сите се однесувал благо и коректно, но кон престапниците бил немилосрден и остро ги казнувал. Казнувал страшно и за мали престапи, велејќи дека оној што се осмелил на мал, може да направи и голем престап. По казнувањето на Калистен, внукот на Аристотел, за поттикнување на заговор против Александар, филозофите почнале да пишуваат дека Александар станал недоверлив кон сите, жесток и немилосрден, дека се однесувал како бог, идеја што токму Калистен ја расширил во хеленскиот свет, во описот на првата етапа од походот. Всушност, казнувањата на сатрапите за злоупотребите што ги направиле додека бил во Индија, не се одраз на минувањето на неговиот карактер, туку на правичноста на Александар. Многумина мислеле дека нема да се врати од Индија, се ширеле гласини дека загинал, па некои сатрапи почнале да плячкаат, дури и да се одметнуваат од него. Овие престапници и узурпатори ги казнил по кратка постапка. 6 сатрапи биле убиени, од тоа 2 македонци, 2 сменети, а биле убиени и 2 македонски стратези, војни началници, и наредил да ги распуштат нивните платенички одреди. Приказните за неговото божјо потекло, како син на Амон, не ги одрекувал, зашто како што запишал Плутарх, тој не бил заслепен од неговата божевна божественост, туку се служел со неа за да владее со другите, а Аријан пак дека со тоа ги величал своите достигања во очите на поданиците. Имено, на истокот владетелот бил Бог. Така, кога му ласкале како на Бог, во една прилика кога бил ранет со стрела, Александар рекол: Ова што тече, пријатели, е крв, а не ихор, каков што тече од блажените богови. Ако е веродостојно барањето до хелените за оддавање почести како кон божество, тогаш тоа е барање за искажување на верност и покорност. И да не посакаше дајмонот што ни ја прати душата на Александар толку бргу да ја побара назад. Сите народи би живееле според еден закон и би гледале кон еден извор на правдина. Во екот на трескавичните подготовки за нови потфати, Александар наеднаш се разболел.
добил грозница која го мачела 7 дена. Во дневникот било запишано дека и покрај тоа, се до последниот ден, кога не можел повеќе да зборува, принесувал жртви и издавал нападствија за пловидбата околу арапскиот полуостров. Ништо не можело да ги задржи македонците кои барале да го видат кралот. Откако им ги отвориле портите, еден по еден, во проста облека, минале крај постелата на болниот. Умрел на 29 Дајси од македонскиот календар, тоест ноќта меѓу 10 и 11 јуни, 323 година, на 32 години и 8 месеци, од кои владеел 12 години и 7 месеци. Диодор запишал дека се до негово време Александар направил најголеми дела не само во споредба со поранешните кралеви, туку и со сите по него. Со името на Александар за секогаш ќе остане поврзана идејата за светско кралство, што во тоа време се чинела како утопија. Но за Александар ништо не било невозможно. За жал, тој умрел премлад за докрај да ја спроведе ова идеја на дело. Но империјата што ја се остала за само 11 години и на цели 3 континенти, азискиот, европскиот и африканскиот, го надживеала речиси половина век. Неговите соработници ниту можеле, ниту сакале да ја спроведат идејата за светско кралство, зашто не ги разбирале неговите идеи. Така, мешаните бракови со барбарките биле растурени, а веќе започнатите планови запрени. По речиси половина век меѓусебни борби, она што Александар го оставил зад себе, го поделиле на 4, за на крај да останат 3 држави кралства со македонски династии на чело. Со своите космополитски идеи Александар бил не само неколку векови пред јудејското и христијанското учење за еднаквост меѓу луѓето, туку тој бил и прв кој се обидел да го спроведе тоа на дело. Со таквите сваќања тој бил многу пред своето време, времето во кое живеел, та затоа и не бил разбран ниту од најблиските соработници. И како и сите големи луѓе, колку повеќе се издигал на другите, толку бил поосамен. Александар оставил неизбришлива трага не само кај своите современици, туку и кај подоснежните поколенија, зашто, како што ќе напише мојата професорка битолчанката Фанула Папазоглу, човекот се надминува себе си со своите дела и со споменот што го остава за себе. За Александар има преданија кај народите од Индискиот до Атлантскиот океан и кај народи во земји кои немале никаква врска со неговата држава – Монголија, Кина, Исланд. Тој живее во легендите како на евреите, арапите, така кај муслиманите и христијаните. Најчитаната книга во антиката бил романот за Александар, зачуван во повеќе од 80 верзии, на повеќе од 24 јазици, а во средниот век најпрепишувана книга после Евангелијата. Поради тоа што го направил за само половина човечки живот, Александар бил посмртно обоготворен и во многу градови бил почитуван како хероизиран предок, родоначалник, па затоа на монетите се прикажувал како Херакле, родоначалник на македонците, како Амон, а во римско време во Бероја се организирале надпревари наречени Александрови олимписки игри.